Преспа форумот за диалог според најавите на организаторите ги дал своите очекувања. Повеќе од 300 учесници, помеѓу кои што и познати високи дипломати од Европа и Соединетите Американски држави, го изразија својот став дека земјите од Западен Балкан што може побрзо треба да се интегрираат во Европската Унија. Токму една од главните пораки која одекна од Охрид е дека забавувањето на проширувањето со земјите од Западен Балкан ја ослабнува довербата во Европската Унија во овој регион и остава простор за национализам и влијание на трети земји. ЕУ и сите 20 земји држави членки мора да работат да го одново да го воспостават тој кредибилитет во Западниот Балкан. Неодлучноста и неконзистентноста на ова прашање ги заслабува напорите и на САД и на останатите во овој регион и им одговора на оние кои што сакаат да создадат несогласие во трансатлантската заедница. Се надеваме дека Европската Унија ќе ги одржи меѓувладините конференции со двете земји. Поддршката која Македонија ја доби од сите учесници беше многу отворена и директна, рече Саша Ордановски, панелист на конференцијата. Јас сум бил на многу конференции, меѓутоа ретко кога сум видел вака отворени, директни пораки, до известно ниво дури и брутални пораки политички, кои ги испраќаат и највисоките функционери на балканските држави. Ордановски додава дека за разлика од порано кога била забележителна воздржаност во однос на политичките пораки, сега сите биле едногласни дека прашањето со евроинтеграциите мора брзо да се реши. За Брисел е ова само едно повторување на сите но веќе онака директно во чело, ако смеам така да кажам, веќе пораки дека нервите се при крај, а овој пат јасно дури и Хан говореше за тоа дека проблемот е на европска страна и дека балканските земји испорачале тоа што ветеле дека ќе испорачаат. Она што за нас е важно е што во неколку наврати беше потенцирано дека проширувањето на ЕУ не е техничко, туку важно геостратешко прашање за кое е потребно соодветно внимание и политичка волја од сите актери. Министерот Османи рече дека она што ќе остане како придобивка од овој форум е што се потврдил авторитетот на Охридскиот, Преспанскиот и договорот со Бугарија. Добивме потврда практично од целиот свет дека без разлика на предизвиците пред кои се исправени, овие договори представуваат модели за успешна имплементација на современите вредности како што е соживотот, еднаквоста, слободата, солидарноста, инклузивноста, демократијата овде на Балканот. Ден пред почетокот на форумот од Охрид беше лансиран форматот Б6, односно Балкан 6, кој има за цел брза, непосредна и ефикасна комуникација за сите отворени прашања помеѓу министрите за надворешни работи. Најавите се дека наредната година Охрид повторно ќе биде домаќин на Преспа форумот за диалог. Од Охрид за Гласот на Америка, Мики Трајковски.